Никако да заврши жетвата на ориз во Кочанско. Се претпоставува дека половина од овогодинешната реколта остана во полето. Причина за катастрофалната година производителите ја гледаат во тоа што водата од хидросистемот Брегалница се пушти доцна. И тие што ожнеа се жалат дека се во загуба. Дојде да прашам за цената за ориз, однесо мустра 16 динара. Што ќе направам со 16 динара? Јас немам многу, али имат по 100 декара, што ќе прават? А имаме еден барчето, вани му 100 ориза. 400 вреки, што ќе го прават? И сега 400-800 вреки. 16 динара греовно е. Што мисли оваа влада? За дека сме ни утепани сметен, дистилали пензија. Оризопроизводителите се жалат дека нема доволно комбајни, но и пари за да ги платат. Високата цена на нафтата им ја проголта заработувачката. Ја немам трактор, имам од 79 година. И што да правим? Не можеме ни нафта скапа, се скапа. Репроматеријали скапи. Најубаво решение е да не се 3 денара. Што е тоа 3 денара? И 5 ни даваа, ништо не бива. Преработувачите ќе намалат цената и готово. 17 од 20, тоа е срамно. Ни се заканува целосен колапс, коментираат оризопроизводителите. Цената на ѓубривата драстично е зголемена, а младите не сакаат да работат за џабе. Сите својата иднина ја гледаат во странство. Последни генерации што работат земја. После земјата ќе биде шавар, пустелија, трска. Тогаш ќе останат тие тука, нема кој да произведе, ќе тражат од нашите комшии, од Бугарија, Грција, по они добро ќе ги избричат. Засега оризопроизводителите не најавуваат протести. Очекуваат владата да си остане на зборот и да им исплати по 3 денари за килограм продадена арпа. Иако, како што тврдат, оваа интервентна мерка само ќе им одмогне.